Остануваме на тема култура на редниве минути во Македонија. Наутро зборуваме за се чини темата на која што најмногу се зборува изминатово денонокие. Урбана провокативна приказна, полна со изненадувања, која ни дава можност да размислуваме за слободата, да го избереме животот по своји правила, храброста да се направи првиот чекор за да се тргне кон среќата. По спектакуларната премиера, Кајмак официјално и на репертоарот низ киносалите во Македонија. На моје огромно задоволство, продуцентот на Кајмак, Јане Кротошев, го имаме во студиото 3 на МТВ. Добро утро, Јане, добре ни дојдовте. Добро утро. Внимавај што посакуваш, може да ти се исполни, ама некако што очекуваш. Така тргнува приказната за Кајмак во режија на и сценарио на Манчевски, вие како продуцент. Што лично вие посакавте за Кајмак и ви се остварили по премиерата? Дефинитивно. Да. Принцип, секој сака нели филмот да е гледан, секој сака да тој филм да прави нешто, у смислу да прави на тие што го гледаат. Овој филм за мене ги постигна целите до тука, има уште да се оди. Постигнавме прекрасен прв фестивал, нели, таа светска премиера, што е многу важна за секој филм, да е на филм на фестивал од А категорија во Токио. Значи тоа беше огромен прв чекор за филмот. Понатаму беше нели таа домашна премиера која што секогаш сакаме да е многу поблиску до таа светската. Си ја направивме во најпрекрасната сала всушност што имаме моментално во Филхармонија и од вчера филмот почна да оди низ цела Македонија, зашто направивме заедно со Тања Ќурчинска-Попелјуговска направивме огромен напор, нели, за сите тие дури до најмалечки салички што имаат техничка можност за прикажување, да ги активираме за филмот да може да биде на репертоар. Ја спомнав се светската премиера во Токио, потоа и домашната во Скопје. Каде беше тремата поголема, имајќи предвид дека и нашата публика знае да биде доста критична? Да, ми се чини дека тука беше, да. Во принцип, нели, кога ќе тргне тој, како се вика, chain of events, нели, след на настани, кога веќе се потврдени светската премиера, ја потврдивме во Токио, кога ќе тргне веќе тоа е, нели, тргна топката, во смисла нема веќе тука зашто трема или. Меѓутоа, представувањето на филмот пред наша публика, бидејќи секогаш сме ние најкритични, нели, пред наша публика и особено затоа што тоа беше еден огромен настан што требаше да се организира во салата на Филхармонија, каде што нели таму нема природно, нема услови за проекција на филм, туку се треба да се направи. Од таа рамка 14:7 која фаќа целата сцена на Филхармонија до проектор, носење од странство и се тоа, значи технички да се направи тоа да е убаво, да ги собереш сите тие луѓе таму, мислам. Така да тука беше целото тоа како ќе малку таа трема како ќе го направиме тоа, кога го направивме веќе, нели приемот, тоа беше прекрасно така. Љубовна приказна за возрастни. Филм кој според неколкуте рецензии кои ги прочитав во текот на вчерашниот ден, а се беспрекорни, одлични, секоја до една, најлесно комуницира со публиката, што од друга страна го става и искуството на Манчевски на пиедесталот. Она што сакам да ве прашам следно, ќе ве наврати веројатно неколку месеци наназад во процесот на правење во филмот. Како течеше истиот? Каква беше комуникацијата со актерите, имајќи предвид дека многу звучни актерски имиња гледаме? Меѓу другото, што беше најтешко во процесот на подготовка на Кајмак, што ви задаваше најголема главоболка? Па и тој процес е нешто што нели сме го апсолвирале. Не е нешто ново како сега правиме одеднашка филм, ние. Туку е нешто што сме го апсолвирале. Освен тоа, сите актери што се во филмот се професионални актери, помалку или повеќе, но сите се професионални актери, така да тоа се луѓе што знаат што прават, што нели каде се, што треба да направат. Целиот тој процес е нешто што е огромно за организација, за поставување, меѓутоа кога еднаш ќе тргне и тоа, си тече глатко. Особено со Милчо, кој што си има свој начин на работа, си знае како сака работите да течат и тоа е строго испланирано, плански, заедно со Милка Анчевска, која му е кастинг директор, која потоа па останува и за пробите и ги води пробите заедно со него.
тоа е еден процес кој што е просто не знам, мислам дека е уживање за сите нив, затоа што заедно ги откриваат ликовите тогаш, бидејќи нели ти кога го читаш еден лик како напишан на сценарио, тоа е една приказка, меѓутоа ти да го изнесеш, да го најдеш што точно, нели, тоа е друго нешто. Така да тој процес нивни кој што и не трае малку, мислам дека е уживање за сите нив. Баш имаме она making of видео, деме како беше правен филмот. Да, го гледав. Да, таму има делови од него, мислам дека од таму се гледа. И ниту еден филм на Манчевски не може лесно да се смести во одреден жанр, затоа што во принцип тој никогаш не се задржува на површното и секогаш копа малку подлабоко. Црна комедија која ќе не насмее, но и ќе не замисли за важни нешта, огледало на тоа како се живее не само во Македонија и на глобално ниво. Тоа се само дел од речениците кои можев да ги прочитам деновиве, се однесуваа на пораката која што ја пренесува Кајмак и за која сакам да продискутирам и да ги заинтригираме гледачите. Милчо во принцип нели не се бави со филмот, со уметност ако сакате, за да дава пораки. Неговите дела можеби секако секој едно нешто нели има своја порака, меѓутоа конкретно на Милчо делата и Кајмак не се таму за да дадат порака, туку се таму за да постават прашања повеќе би рекол. И Кајмак како таков поставува доста прашања, можеби меѓу најглавните, нели, е тоа прашање на таа лична слобода. Кој е тој кој е тој на кој ти му дозволуваш да суди за твојата слобода или да ти ја одредува, да речем. Во смислу кој е тој што смее да каже нешто за тоа како што јас да изберам во животот, во било која смисла, нели? Во смисла можеби професионално, не знам, во смисла во љубовен живот, во било која смисла. Значи, дали е тоа, не знам, семејството мое, па ќе ми каже ти на 30 треба да се земеш или не знам, ти не треба да се, или треба да имам деца или не, или треба да имам, или е тоа, не знам, религијата, или е пријателите, кој е тој? Или треба да си самиот ти? И по спектакуларната премиера тргна карванот на прикажување на Кајмак низ цела Македонија, многу амбициозен план имате. Се надевате дека ќе ја вратите публиката од Македонија во киносалите? Тоа е тема на која што многу се дискутира изминатиот период. Никако заборавивме на големата платна. Според мене публика има. Да? Публика има дефинитивно, особено нели после сите после ковидот, ковидот е се уште тука, меѓутоа мислам дека нели начинот на кој што сега се справуваме со тоа е добар. И публика има, сите сакаат, според мене сакаат да видат работи, меѓутоа тоа треба да им се овозможи. Според мене можеби повеќе е проблем дали ги има тие кои што би сакале да го овозможат тоа на публиката. Сега баш идејќи навака читав еден пост на Facebook за вчера за во еден град како се одвивало, имало проекција од 7 од 21 немало, иако имало заинтересирани. Знаеш, сега, ако има возможност на тие луѓе да го гледаат филмот, ја го гледаат. Апсолутно, да. И ако пред Дождот донесе Златен лав во Венеција, номинација за Оскар, години подоцна и Медена земја направи уште еден обид, се препознава ли македонската филмска уметност во светот? Дали е на прав пат македонската кинематографија? Каков е вашиот впечаток? Сигурно е на прав пат. Со тоа што и тоа е малку едно, тоа со наградите, со фестивалите, и тоа е малку една, да речем, игра. Мислам, ако сакаш да правиш филмови кои што би го бркале тоа, нели, кои што да бидат само за фестивал, тоест и тоа е формула која што се учи. И тоа е нешто што нели може да се направи. Во секој случај важно е за секој едно дело, нели, да биде видено што повеќе. Така да дефинитивно нашите и македонскиот филм има рецепта и знае да прави актуелни дела, она што е важно за да едно дело да сакаат да го покажат некаде да е актуелно. Има рецепта да прави актуелни дела
знае да прави ангажирани дела, нели, за да сакаат да ги селектираат фестивалите и како што кажа, ти си го наоѓа патот свој. Вчера го слушнав и интервјуто на Манчевски, кое што го даде ексклузивно за Дневникот на Македонската радио и телевизија, во кој што меѓу другото објаснува од каде се било потребно да се најдат пари за да се направи кајмак. Да. Оттаму и прашањето каде државата помага ли таа? Споминавме неколку пати изминативе неколку денови кога станува збор за кајмак, нели потребни се тројца за танго? Дали државата ја има во тангото? Ја има во тангото, да. Добре. Не, секако, мислам, без помошта од Македонија како матична земја на филмот, како матична земја на Милчо, мислам не може да се случи ни тоа. Таа е важна за тој прв иницијален чекор, за да потоа ти можеш да правиш копродукција, односно да бараш поддршка и понатаму. Сега, нели, колкава е таа поддршка, дали би можело да е поголема, е веќе друго прашање, но мислам дека се прави што се може. Секако има поддршка. Кажувам, можеби треба да се направи повеќе, но И каде би сакала и како да го видите македонскиот филм за 10 години од сега? 10 години од сега, па кажавме, мислам дека сме на многу добра патека. Би сакал да има, ама тоа сите сакаме да има, нели, повеќе средства за македонски филм, затоа што и целиот тој буџет на култура постојано само слушаме како се крати, нели. И не знам ако само се крати, како се очекува, нели, македонскиот филм за 10 години да биде некаде, ако со што да прави, со мобилен телефон да снимаме и онака, дојди пријател си, дајте се поснимаме, ама ќе одиме за Оскар. Не одат така работите, сите знаеме, значи би сакал да има поголема, да има можност прво, па потоа и волја за поголема поддршка. А од таму натака има автори, има луѓе што работат. Мислам дека можеме многу да постигнеме. Се повеќе, скоро без исклучок, филмовите се одат на фестивали, одат надвор, така да ги препознаваат. Мислам дека се е можно за 10 години. И на крај на разговорот, зошто да за кајмак да се погледне на филмско платно за сите оние кои што се двоумат и резентуваат дали да чекаат да се појави на нека социјална платформа? Па мислам дека може да си го дозволат тоа во смисла на да си овозможат малку забава, малку секако размисла, мислам, да погледнат нешто што е навистина Милчо, тоа го кажа, мене ми се допадна, едно бомбонче. Да. Интересен е, филмот интересен. Интересни се оние актери таму, што како да живеат во тој филм. Има многу убави работи во филмот, мислам дека е интересен да се погледне. На час и пол, два, секој може да најде и мислам дека вреди. Ќе си направат услуга луѓето. Кога зборувавме вчера со колегите во редакција кои што го погледна кајмак, каков е впечатокот, кажа прв пат ми се случува после долго време да не ми се случи да го уклучам телефонот или минута да погледнам да ми го одземе нешто од вниманието, што значи дека тоа е доволна порака зашто треба да се отиде во кино. Задржува внимание. Да, многу убави одгласи имаше, многу убави, дури јас сум малку позитивно шокиран. Кога станува збор за македонската публика, која што пак ќе се вратиме, знаеш што да кажем многу пати. Никогаш не е права таа линија еден филм, демек е само добар или само лош, секогаш е тоа, нели, има и луѓе што ќе го сакаат и луѓе што можеби нема се да им се допадне. Меѓутоа, затоа викам, малку бев позитивно шокиран од таа лавина на убави коментари. И посакувам само така да остане. И јас посакувам само позитивно да се шокирате во годините кои што следуваат. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро и се разбира со сите оно што ќе биде ново и актуелно, а чувствувам дека ќе имаме некоја убава тема набрзо за разговор, ќе се видиме овде во студиото 3. Благодарам, Јане. Ти благодарам јас.